По кратка пауза, еве сме повторно во студиото, а во овој редовен термин 15 часот и 45 минути се дружиме со колегата Дејан Антоновиќ, како секој ден, така и денес. Добар ден, добро не дојде во студиото. Добро ја најдов за дружба. Секако. Повторно ќе ги анализираме најновите случувања во регионот и во светот, но овој пат ќе почнеме од Либија. Односно, денове започна војна помеѓу фракциите во Либија. Зашто точно се работи? Што се случува таму? Таму се случува граѓанска војна по падот на тогашниот диктатор Гадафи во 2011 година, по кој практично беше урнат од страна на западните сили. Дојде до поделба на општеството, односно владата во тогашниот главен град Триполи, поддржана од Европската унија, но без Франција. Се постави, значи, влада, а од друга страна во другиот поголемина град Бенгази беше поставена друга, да кажеме, воена влада на чело со генералот, со тамошен генерал кој на некој начин тоа се племенски судири меѓу либиците внатре, кои одлучија да дојдат, односно со повлекувањето на големите сили, на некој начин почна до братоубиствена војна. Од пред 4 дена започна голема офанзива на генералот Халиф Хафтар, кој се наоѓа во Бенгази, кој испрати огромни воени сили да го освои Триполи. Од друга страна, владата, актуелната влада, која е поддржана од Европската унија, која се наоѓа во Триполи, нормално сака да го одбрани градот, практично доаѓа до борба на големите интереси, преточено внатре меѓу тие племиња. Она што е поставено дека таму се разгоруваат борбените дејствија, дека силите на генералот Хафтар веќе го заземаа аеродромот, има до сега над 50 загинати војници и двете страни се оглушуваат од повиците на меѓународната заедница да прекинат воените дејствија. Она што исто така интересно е што воените персонали на Соединетите Американски држави, се разбира и на Русија и на Европската унија, се евакуираат од тој дел таму бидејќи е опасно, но се со цел да се пресметат овие две фракции. Оној кој ќе освои власта во Либија подоцна ќе има таа тамошна нафта, но она што е исто така интересно е што не знаеме кој зад кого стои. Повторно ќе кажам, зад актуелната влада на национално единство во Триполи стои Европската унија, но без Франција, која има некои своји интереси внатре во Либија. Од друга страна генералот Хафтар, иако се шпекулираше дека некој стои зад него, се поизгледа стојат русите, но ако му се земе CV-то и биографијата на генералот Хафтар, ќе добиеме онда некаква слика, барем моја слободна, дека тој сепак работи за американците. Должен сум само да кажам дека генералот Хафтар беше еден од оние офицери кои 69-та му помогнаа на тогашниот полковник Муамер ел Гадафи да ја тргне од власта тогашниот либиски крал, кој ја презема власта во Либија и владееше до 2011 година. Во меѓувреме Хафтар во 80-тите години на минатиот век беше од добар сојузник со тогашниот Гадафи, станаа непријатели, беше врбуван од ЦИА за да му се спротистави на Гадафи, не успеа, доби азил да живее во Америка, значи доби американско државјанство и американски државјанин, и со падот на Гадафи во 2011 година се враќа во Либија, добива генералска титула и еве сега 2019 година започнува воена офанзива. Повторно ќе кажам, многу интересно е што не знаме кој зад кого стои, се работи за големи за интереси на големите сили, бидејќи таму се наоѓа нафта. И она што сакам да го заокружам у целиот овој разговор, дека веќе на 4 континенти шаховските фигури се размести. Она што го зборуваме во отвореното студио, ја имаме Венецуела во Латинска Америка, ја имаме Сирија во Азија, па би рекол каде и да е и Иран. На далечниот исток нели се случуваат она со Индија и Пакистан, кои според последните информации веќе се подготвуваат за борбени дејствија. Да ја кажем и таа информација дека пакистанската армија излезе и рече дека од утре очекува нови напади на индиската војска. Еве сега Либија и Африка, што само укажува дека полека светот се развлекува, големите сили се преструктурираат и почнуваат со своите нели геостратешки борбени дејствија. На крајот се врти околу нафтата, а генералот во Либија нема друг избор, или ќе биде со САД или ќе биде со Русија. Трето, нема. Јас повторно ќе кажам, ако му се земе CV-то, тој работи за американците.
американците, но изминатиот период имаше зачестени комуникации помеѓу рускиот министар за надворешни работи Лавров и генералот Хафтар, кој падна дури чудно, па дури дојдоа и мали љубоморни оние изјави од страна на Белата куќа, што се вие с двајца толку многу зборувате, што само кажав дека можеби е борба за моќ, па кој ќе освои повеќе територија и нафтени полиња, тој практично ќе диктира политиката во Либија. А што е со изјавата на американскиот претседател Доналд Трамп со тоа што ја прогласи Иранската републиканска гарда за терористичка организација? Дали таму се подготвува терен за нова војна? Се подготвува терен како да доаѓа неизбежна онаа одлука на американската администрација уште од времето на Џорџ Буш дека треба да паднат оската на злото на земите Ирак, Иран и Северна Кореја. Ирак падна, нели, со Садам Хусеин, Северна Кореја некако се подобрија односите. Очигледно дека овие изјави само укажуваат дека Белата куќа направила стратешко поместување, наместо да ја реши Северна Кореја, сепак Иран им е поважен. Зошто им е поважен? Бидејќи Иран е земја со најголеми резерви на земен газ. А исто така и нуклеарна не е нуклеарна сила, но е близко до Русија, голем руски партнер. Значи русите со нив имаат сојузништво и она што е најважно е Иран е шиитска држава, значи шиитски муслимани кои се конфронтирани со сунитските муслимани, а сунитските муслимани се најголемите сојузници на Соединетите американски држави пред се Саудиска Арабија. Тука е борба за енергенците, кој повеќе има енергенци, кој е подобар со американците, тој ќе биде и побогат. Во моментов, нели, Саудиска Арабија го дрма барем азискиот дел поради тие нафтени пак и тука нафтата и земјиниот газ. Прогласувањето на Иранската републиканска гарда е своевиден, ја би рекол малце преседан, ако се земе во предвид дека Иранската републиканска гарда е тоа се елитни единици на иранската армија, а Иран е суверена држава. Како може некој да ја прогласи однадвор дека е терористичка организација? Но ова ми се чини е само мал вовет за оно што го зборувавме у минатото. Сирија се затвара, се отвара Иран, очигледно американците се обидуваат таму да издействуваат некои воени дејства, но јас стравам дека ќе биде голем проблем, бидејќи Иран е голема држава, силна армија има, значи има околу 100 милиони жители, има силна армија и има голема поддршка од Русија, што само покажува дека може од Сирија, барем на Блискиот исток, да се префрли тежиштето на борбените действија во Иран. Но Иран е таму, Либија е во Африка, ќе ја повторам дека Венецуела не треба да се заборави, дека и таму се случуваат некои тензии, така да ќе видиме на наредниот период што ќе биде. Но дека Трамп и Белата куќа нешто планираат, се гледа со последниве потези во безбедносниот апарат што ги прави Трамп. Нели вчера ја разреши министерката за внатрешна безбедност Нилсен, Трамп ја разреши и денеска шефот на тајната служба под објаснување дека не е задоволен од нивната работа и дека она што он го замислил, тие тоа не го направиле, постави своји луѓе. Очигледно безбедносниот апарат е, нели, прв сегмент во чекорите кои во наредниот период Соединетите американски држави ќе ги направат, токму 2 години пред крајот на претседателскиот мандат на Трамп, со што Трамп очигледно можеби ќе сака го подигне својот рейтинг. Имам уште минутка за Брекзит. Па Брекзит од ден на ден, нели, онака го освежуваме со нови вести дескаџиски. Она што е последно е дека Тереза Меј денеска е во Брисел, ако веќе и не се сретнала со Макрон, со францускиот претседател и со германската канцеларка Меркел, причина за нивната средба е да го договорат одложувањето на Брекзитот. Она што според мене барем е нова вест, изминативе 2 дена е дека британскиот парламент успеа заедно да се согласи дека Британија нема да ја напушти Европската Унија без постигнување на договор. Пак ја увода оној така наречен тврд Брекзит, значи ако не се постигне договор, тогаш ќе се пролонгира излегувањето, а Тереза Меј денеска најави дури и можност за одржување на втор Брекзит. И оно што за мене куриозитета дојде пред малку е дека Британија сепак ќе ги одржи најверојатно европските избори на 23 мај, превентивно без разлика дали ќе напушти Европската Унија или не, што само укажува дека Британија е се повеќе и повеќе на страната дека ќе остане во Европската Унија. Дејан, ти благодарам. Така да, ти благодариме за истрпните анализи. Време е ние тука пополека да се одјавиме. Се гледаме повторно во 17 часот. Во продолжение следуваат вестите со колешката Елена Джигуманова.